Сметам дека е многу важно секој еден човек да дојде и да го поддржи овој протест. Ова е буквално протест, затоа што дури и во Македонија и ден денес многу луѓе, а особено млади и понатаму се тепани, бркани од дома, психофизички малтретирани, постојано жртви на насилство, бркани од работа, исклучувани од социјалната средина и сето тоа само поради тоа што не се хетеросексуални, односно не се стрейт, само поради тоа што имаат сексуална ориентација која што е поразлична од онаа која што ја пропагира традиционалното општество. Покрај ова, ЛГБТ и луѓето се насекаде околу нас и нема смисла повеќе да се кријат и да живеат под притисок и под страф. Навистина, живењето под страф воопшто не е здраво ниту за личноста, но ниту за општеството. Сите оние луѓе кои што живеат под страф поради опресијата која што ја трпат и поради насилството кое што го трпат секој ден, дури и во своите домови, би можеле многу повеќе во животот да направат и да постигнат многу повеќе успеси и да бидат многу попродуктивни за самото општество, но во голем број од случаевите не можат да го сторат тоа поради тоа што нивната целокупна благосостојба, нивното здравје е под постојан ризик и е постојано под негативно влијание поради притисоците кои што постојат во ова општество. Мене ми е навистина жал што во 21 век мораме да се објаснуваме зошто една индивидуа треба да го има основното човеково право да живее слободно, ослободено од страф, да не биде бркано, особено малолетно лице, да не биде бркано од дома поради тоа што не е хетеросексуално. И јас навистина не разбирам до кога треба да се објаснуваме дека овој протест е протест за човекови права. Овој протест е протест за достоинство. И навистина е трагично што уште се занимаваме со ова едно многу базично прашање и што уште треба да се објаснуваме зошто насилството е штетно. Ги повикувам и поканувам сите кои што годинава не успеале да се приклучат, особено хетеросексуални мажи и секој еден човек од целата оваа држава, ве повикувам да се вклучите на редните години, затоа што буквално се работи за животот и за слободата на голем процент од нашето население.